Почитувани граѓани, од овде би сакал да ве повикам да ги решириме видиците до таму докаде што ќе достигнат опсег да го гледаме Кочани како европско, а со тоа и Македонија како членка на НАТО и Европската унија. Овој пат пред нас стои сериозен предизвик. Дали да го поддржиме референдумот или не, на што би повикал да се водиме само од едно размислување и еден единствен одговор. Кочани за европска иднина, Македонија дел од европското семејство. Кога веќе ве насочувам на овој одговор, би сакал со вас накратко да споделам дел од придобивките кои ги има Македонија како член на европското семејство, но и Кочани како европски град. Големи директни странски инвестиции, преку кои ќе се отвараат нови работни места, а со самиот тој факт стануваме конкурентна земја, каде што ќе се зголемува растот на платите, ќе се зголемува бруто домашниот производ и извозот. Ќе се зголемуваат фондовите кои Европската унија ќе ги вложува во нашата инфраструктура, а ова ќе значи дека ќе се градат уште повеќе нови патишта, мостови, водоводи, канализација, училишта и градинки. Се со една иста цел за подобар живот за сите, за подобро утре на нашите деца. Ќе се зголемат фондовите на земјоделците, а со ова ќе има пристап до повеќе европски средства за субвенции, механизација за повисок приход, подобар производ, како и пласман со подобри цени. Би сакал да се осврнам на европските фондови за Европска Македонија. Вкупна годишна европска помош за Македонија ќе изнесува 90 милиони евра, односно 260.000 евра дневно. Влегуваме во Унија од 500 милиони потрошувачи или 250 пати поголем пазар од сегашниот. 15 милиона европски пари за земјоделството во Македонија. 15,5 милиона евра годишно за Македонија преку ЕУ програмата за транспорт. Фондови со кои ќе се градат патишта, мостови, железници, тунели и друга инфраструктура. Ова се само дел од одговорите зошто Македонија треба да биде дел од европското семејство. Илустративно, нашиот сосед Република Бугарија со просечна плата од 525 лева во 2007 година, со пристапот кон Европската унија достигна раст од 1045 лева во 2018. Невработеноста во 2017 била 17,2, а денес изнесува 5,3%. Стапката на вработеност кај младите во Хрватска од 26,4, со зачленувањето во Европската унија се зголемува и во 2017 стапката на вработеност кај младите изнесува 43,1%. Ваков раст бележат скоро сите земји членки кои се дел од европското семејство. Почитувани, овој историски момент е поголем од секој нас, од нашите партии, кавги или лични интереси. Да ги оставиме различните убедувања и интереси за момент зад нас и да ја видиме светлината на Европа која не повикува. Сега носиме одговорност како никогаш досега да излеземе гордо и да одлучиме за нашето место во братството на европските народи, во Европската унија и да застанеме рамо до рамо, рамноправни со несилните земји членки на НАТО.